Георгиев не излезе туку така од комисијата. И наместо комисијата да застанеше позади него, затоа што се врши притисок на еден член од комисијата, комисијата мртва ладна се продолжува со својата работа. И велат нема политички притисок. Јас знам дека не може да донесат ништо. Дека нема да може да се согласат. Прво, затоа што ниту еден член од оваа комисија која што во моментот во незиниот состав нема ниту еден специјалист кој што работи на средновековие. Нема ниту еден кој што има напишано нешто за средновековие. Нема ниту еден кој што има напишано нешто за период меѓу двете светски војни. А уште помалку за Втора светска војна. А ќе треба да зборуваат за Македонија дали било окупатор или било администратор. Како тоа ќе го направат? Од консултации. Вака кога ве слушаат колегите дека од тие таму нема ни еден со соодветна специализација на тие времиња што ги посочивте, нели им е неизгодно? Па види, ја не знам дали не ми е згодно. Ја веднаш би се откажал од работата на комисијата. Не сум компетентен. Немам напишано ништо за тоа. Како може некој да зборува за средновековие, за Самуил, а да нема прочитано 5 книги? Па тие специјалисти кои што ги имаме во Македонија, кои што работат на средновековие, поминале 30-40 години работејќи на тоа. И сега од еднашка доваѓате вие таму историчари кои што работат сосема други периоди, или политиколози, етнолози, кои што треба да расправаат за средновековие. А од другата страна ги имате бугарите, кои што за наша жал се многу добро спремни. Кои што си ги знаат периодите онака како што треба. Сега работата што испадна? Ние бугарите го држат ставот, ајде да речеме националистичка историја, а нашите сакаат мултиперспективно да се гледа на наставите. И што значи тоа мултиперспективно? Ќе ја кажуваме ние македонската приказка, да речеме за Гоце Делчев дека е македонец, ама после тоа ќе речеме чекајте сега, знаете има и друга страна. Има и бугарска страна која што смета дека Гоце Делчев е бугарин. Па дали некој може да замисли како тоа ќе се одвива во училиште? Ние сме се обиделе да го направиме тоа. Ништо не измислуваат нови членови на комисијата. Уште од 2000 година постоеја проекти на кои што се работеше толку на тој принцип, мултиперспективно да се представат работите. Меѓутоа, ниту еден од тие не заживеа. И беа објавени дури и изворници со материјали од сите држави, например од Бугарија, од Албанија и Македонија, за еден ист период, исти материјали да се види како на одредени настани се гледа во одредени држави. Меѓутоа, тоа е само за повисоките класови, кај што учениците можат да више да ја разбираат работата. Не можете вие на деца од 5-6 одделение и да им давате мултиперспективност, што ќе градиме биполарна припадност. Добро, што се крие за ова што го изјаве Бучковски? Што мислите, што има за тоа? Вие му кажавте дека од заедничка историја со Бугарија нема ни З. Нема ни З, затоа што се оно што поминало на оваа територија македонска му припадна на македонскиот народ. Се оно што поминало на оваа територија, историски и културно, му припаѓа на македонскиот народ, не му припаѓа на бугарскиот. Ние имаме различна колективна меморија. Еве ти да дадам еден многу добар пример. Гоце Делчев. Еве и ти пишуваше за Гоце Делчев. Во Бугарија од кога се наоѓа? Од 23-та година? Да. Од 23-та година. Па до 46-та година бугарите
може да му направат еден споменик. Секако може. Па може да му направат еден споменик, ако толку им значеше Гоце Делчев, ако беше нивни херој. Ќе му направи еден споменик, мавзолеј ќе му направи. Меѓутоа, во нивната меморија Гоце Делчев не го има тоа значење што го има во македонската. И затоа 46 година таа политичка номенклатура на чело со Георги Димитров знаеше кој е Гоце Делчев. И затоа го даде да неговите мошти да бидат донесени во Македонија. Сега бугарите ќе се изедат. Зошто тоа се случило? И сега тој период они на Георги Димитров ќе го осудуваат, затоа што признаваше македонска нација, јазик, култура и сето тоа. Исто, бугарите што имат со тракијците? Немат ништо, меѓутоа го земаат наследството на тракијците, затоа што тоа тракијците биле на територијата на Бугарија. Затоа не можеме, и затоа ова што го зборува Бучковски заедничка историја. Во што? Во што нека ми даде пример? Каде имаме таа заедничка историја? Што го сметаат средновековието било бугарско? Што овде доваѓале те час срби, час бугари, час византици? И каде е бугарското? Така, уште од еве и браќата Кирил и Методија, потоа Свети Климент и Наум, и по средновековната историја имаме нели специјалисти, меѓутоа тие не се таму. Една од нив е и Наташа, мислам, нели Наташа е Па Наташа Котлер е за национално револуционер. Па пази сега, они ќе расправаат за национално револуционерниот период за Гоце Делчев и другите револуционери и настани, а немат ниту еден човек кој што работи на национално револуционерен период. Тоа беше најдобриот во моментот во Македонија Ванчо Георгиев и Наташа Котлер, да речеме што се. И како вие ќе излезете на крај со тоа? Ќе зборувате само на памет мултиперспективно да гледаме на настаните. Не, секој народ има своја историја, своји битови, своји херои, своји настани, кои што живеат во неговата колективна меморија. Па еве да те прашам, Каварналиев, што ти значи генерал Каварналиев? Ништо не ти значи. Епа еве нашиот премиер Заев му направи споменик горе во Струмичко таму. Да, мене ништо не ми значи. Јас дури Епа затоа што не живее, затоа што не живее во меморијата на македонскиот народ. Не, тие личности не живеат како што ајде ќе кажем еден партизански одред во Бугарија за време на Втора светска војна кој што е крстен со име на еден од македонските револуционери, освен во Пиринска Македонија. Да, кажете збор два за Никола Парапунов. Па што да кажеме за Никола Парапунов, кој е првиот кој што се крена во борба против во Пиринска Македонија, член на Бугарската комунистичка партија, кој што се крена во борба против нацифашизмот. Вие во една прилика ми рековте дека таму е и македонското востание започнато против фашистите. А добро, во тој дел на Македонија, да, е почнато таму. И сега ние ќе треба да правиме нова колективна меморија на македонскиот народ, заеднички со Бугарија. Бугарите што сакаат со комисијата е да се прифати дека во моментот Македонија и Бугарија имаат заедничка историја. Милан Кундера го знаете, од Чешка, нели? Да, писател. Тој вели дека народите се ликвидираат на тој начин што прво ќе им се одземе колективната меморија, потоа образованието ќе им се промени, историјата и веќе се губи тој народ. Ама готово, што вие променат колективната меморија, вие више не сте тоа, вие сте друг. Како, знаете како, има едно
педагошко правило кое што вели дајте ми дете до 11 години да го воспитувам, па после земете го вие. До 11 години више тоа дете у главата има мисла за тоа кое што е. Зависи од системот на образование, но сигурно, ама најмногу од домашно воспитување. Добро, вие во вашето писмо пишувате дека ова што го изјавува Бучковски и останатите во други држави се квалификува како или се именува како велепредавство. Па сигурно како може. Пази, македонски представник избран од македонска влада, кој што треба да ги брани македонските и само македонските интереси. И доаѓа од Бугарија и ти кажува дека ние сме заеднички народ со Бугарија. И тоа треба да имаме заедничка историја. Пазете ти, човек кој што е пратен да ги брани македонските интереси. И тој сосема без било како чувство на индигнација во однос на тоа што го мисли, излегува и кажува дека ние имаме заедничка историја со Бугарија. А што е нивната цел? Кон што целат тие? Па види, они постојано зборуваат Европа, целта ни е Европа. И кон таа Европа, одејќи по патот, кога ќе стигнеме до Европа, ние нема да знаеме кои сме што сме. И затоа ние може да им се лутиме на албанците. Ама меѓутоа треба да учиме од албанците. Затоа што албанците знаат како се води држава, каква цел имаат, што сакат да постигнат, и тоа го прават полека, но сигурно чекор по чекор. Чекор по чекор одат кон целта. За жал, од нашите кои што во овие последни години само се разградува македонскиот идентитет, нација, јазик и култура. На сите полиња сме на разградување. На сите полиња. Како што гледате... Професоре, да, и академикот Коцарев се јави и го цитира Адам Смит, еден од шкотските од универзитетот во Глазгов, уште од пред 250, пред 250 години, кој во тоа време рекол дека трговците и производителите ниту се ниту треба да бидат владетели на човештвото. Го гледаме Зоран Заев. Па точно. Ја зошто реков и за комисијата. Во комисијата вие имате трговија. Вие имате трговија во комисијата бугарска и македонска, се ценка кода више. Дали ќе биде Кирил и Методи од Македонија или нема да биде од Македонија. Бугарите си го преземаат тоа као бугарски, као празник на Бугарија. Кирил и Методи. И сега ќе се ценкаме за Гоце Делчев. Сега ќе дојде Гоце Делчев, па ќе дојде Никола Карев, па ќе дојдат сите. Ако Гоце Делчев го направат да биде бугари, сите македонски револуционери, целото македонско национално ослободително движење ќе биде бугарско. И тогаш нема што да бараме. Добро, тогаш, професоре, како, извинете што ве прекинувам, како ќе го дефинираме периодот од 41 година до 44 година? Вие, мислам, тоа вие вас и специализацијата. Ама тој период е дефиниран, тој период е дефиниран, го дефинирала светската историографија. Не сме го дефинирале, ние само го надополнуваме со тоа што се однесува за нашата историја. Бугарство, мислам, што си окупација. Тоа си го кажа и самите бугари. На една телевизијска емисија, бугарски историчари, кои што се малку полиберални, си кажа окупација е. Таква директива има добиено војската, да ја окупира територијата на Македонија. И тие ја окупира, не администрира. Што сакат да кажат они? Дека било тоа администрација бугарска, дека било еден народ, една територија.
Па веројатно сакаат да кажат дека имаше меѓусебна војна за идеолошка промена во државата. Да, они може сега да го прикажат дека тоа било идеолошка борба, комунисти и фашисти се бореле меѓу себе. И поред како што е кај нив во Бугарија. Како што е во Бугарија, има комунистичка партија која што е илегална и која што се бори против фашистичкиот режим на цар Борис и на неговите влади. Тоа е идеолошка борба. Меѓутоа, вие имате Македонија национална. Така, вие имате едно писмо и од познатиот Чучков. Тој пишува таму пцуе, нели? Ако го имате при рака. Не од Чучков, тоа е од Боро Чушкар. Од Чушка, да. Боро Чушкар, многу пати бугарите, еве еден пример за Бучковски. Бучковски беше промотор на 3 книги, томови книги ослободување на Македонија. Да, меѓу кои Иванче Стојче. Да, 2005 година тој ги промовираше трите книги ослободување на Македонија. 3 тома. Сега ми текна за историјата на воената историја. Да, во кој што се дадени сите војни операции на Македонија на целокупната територија на Македонија. И бугарското учество е дадено, не некој што вели го криеме бугарското учество во ослободувањето. Меѓутоа, бугарите настојуваат тоа да го прекршат дека они ослободувале. Еве го Боро Чушкар што вели како како ослободување. Значи се случува на 13 е ослободено Скопје, 14 се прави парада. Так. Ноември. Ги известуваат, да. Ги известуваат Ѓуро и Боро Чушкар, Ѓуро Брајовиќ ги известуваат дека се спремат бугарите да маршираат на площадот. Веднаш тие на коњи се качуваат и доаѓаат пред железничка станица и му придовме, вика, на најстариот почин офицер. Беше тоа командант на дивизијата и почин беше генерал мајор. Сув, слабичок, жолт некако како лимон. Му придов и го праша: знае ли он дека ова не е неговата царска Бугарија? Знаеш ли ти, генерале, дека се наоѓаш во Југославија? Знаеш ли ти дека ние војуваме против вас 4 години, да ви ја е мајката фашистичка? Му пцуе. Знаеш ли ти противоедна бугарска дека ако направите уште единствен чекор кој градот, дека ќе наредам по вас да се пука од сите оружје и орудија што ги има во градот. Се влечете како лешинари позади нас и јавувате преку радио како ја ослободувате Македонија. Каде вие испаливте метек за ослободување на Велес и Скопје, да ви ја е мајката, па го пцуи? Што ви дава за право така огавно и подло да се лажете и себе си и светската јавност? Сместа во овој момент ќе им наредиш на војската да се сврти на лево круг и сите да се вратите во касарните од каде и дојдовте. Дали разбор, генерале? Со нас шали ќе нема. Му реков нему многу повеќе кога заврши, ако заврши видов дека се уште го држам за градите и го дрмам како играчка. Тој цело време трепереше како штиглица, но на крајот сепак одсечно и одлучно рече: јасно, другар, но аз не сам виновен. Такво нареждање получих. Тогаш јас повторно викнав: да ти е мајката на оние кои ти дале наредба да парадирате тука. Наредба они може да дадат за изведување на вежби во касарните, каде што ве примивме како гости, а не да ми се маат и парадирате по градот. За тоа само ние можеме да дадеме одобрување, а не твојата посредна влада од Софија. И сега за ова може да не обвинат. Зашто? За ова што го правиме, дека сме против добрососедски односи со Бугарија. И се. Говор на омрза. Нема никаков говор на омрза. Бугарите нека се терат нивната историја, ние ќе се тераме наша. Така, ајде уште академикот Коцарев вели во неговото писмо насловено "Обвинувам по Емил Зола", нели, француски. Да. И тој вели се одлучил за тој наслов затоа што никогаш во историјата на една држава,
вклучувајќи и нашата, или народ, вклучувајќи го и нашиот. Не се случило тоа што се случува деновиве со Македонија. Лидер да продаде се, дури и своите предци, своите поколенија, внуци, правнуци, а на крајот и својата партија која единствено навиду му веруваше за да обстои на власт. Овај повик е плачлив повик, професоре. Ова е крик. Крик е ова. Ова е крик на човек кој што сосема објективно ја согледал состојбата во Македонија и кој што сосема објективно гледа што се случува. Тука никој не може да му најде било каква замерка на академикот Коцарев во однос на ова што го напишал. Тоа е се вистина, од збор до збор. Колку и да не боли. Колку и да не боли ја кажува вистината. Ние одиме во забора. Полека, но сигурно. Кога имате таков лидер, кој што единствено кој што го интересира е парата, а не го интересира националното, го продава на секој можен начин. Не само он, гледаме дека има и други кои што го поддржуваат во тоа. Значи, едноставно сте осудени на пропаст. Јас работам 42 години. Сум поминал и с архивите во Бугарија, во Југославија, во Британија, во Америка. Сум прочитал можем илјадници документи. Сум објавил книги, монографии, зборници на документи, во кои што пишувам за Македонија и македонското обстојување низ историјата. Нека дојде некој бугарин, нека ми каже дека сум правил фалсификати. Нека дојде, нека прочита и нека излезе да рече ова е лага. Не. Затоа јас немам намера да се докажувам пред никој што сум, кој сум и од каде сум. Затоа што само едно. Бугарите, нешто што не постои не се негира. Значи тоа не постои. Не можеш да го негираш. Се негира оно што постои. Значи бугарите ако не признаваат македонска нација, тие не негираат. Значи постои. И македонски јазик го негираат дека нема македонски јазик, а го негираат, ако нема да го негираат. Професоре, не бе имам видено и вас вака емотивно да настапите во години, се знаеме наназад и интервјуа сме имале многу. Кога вие и двајцата со Коцарев и Наташа ја слушав Котлар професорката пред 2-3 дена, така многу емотивно ги представувате состојбите. Дури Коцарев бара да не згасне охридската книжевност, академикот вели да не згасне МАНУ, Македонската православна црква, потоа Универзитетот Свети Кирил и Методи. Што чекаат другите владици, патрици, академици, научници? Што чекаат? Ама ние сме историчари. Ајде, Институт за македонски јазик се јавуваат, луѓе зборуваат, сето тоа. Имаме Институт за национална историја. Па секој ден по еден да излегува со написи, тоа са 50 дена, 50 доктори на науки. Тие взимаат плата од државата. Ги плаќа за да обранат македонскиот национален идентитет. Затоа што Институтот за национална историја е за македонскиот народ, да го бранат македонскиот идентитет на македонскиот народ и на малцинствата што живеат, националностите што живеат во Македонија. Така е формиран. Пазете, на историчарите полека им го земаат политичарите. Вие имате политичари кои што кога дојдат во политиката, одеднашка се просветлуваат, толку се просветлуваат и толку знаење имаат, што просто е неверојатно. Они се јавуваат во својство на судии, на научни работници, на академици. Они судат и пресудуваат, а не прочитале ништо. Слушнале ваму таму,
нешто излегуваат и тоа го или ги брифираат нивните пиар мајстори што се таму кај нив и излегуваат и кажуваат работи кои што не се точни. Имаат институции кои што не ги консултираат, за жал. И ово што се прави со комисијата. Комисијата треба на политиката да испорача резултати кои што ќе бидат такви какви што сака политиката. И треба да прекине. Ајде малку за договорот со Бугарија. Имаме уште 2 минути. До кога ние ќе се со тој договор? Не можело да се раскине. Може во историјата, ние историчарите знаеме, биде подпишани илјадници договори, па биле раскинати. 37 година Бугарија и Србија имат и Кралството Југославија имат подпишан договор за вечно пријателство и соработка, за вечно. Траело 4 години. Се прекинало. Не, оние договори кои што се на штета на македонскиот национален идентитет, јазик, култура, на се што е македонско, идентитетско, треба да се прекинат. И комисијата треба да прекине во овој момент. Како што вели бугарскиот новиот премиер, треба да се даде друга основа со комисии, не се решаваат работите. Само се договлекуваат. 1 минута имаме, професоре, само последното прашање што сакаме, ова е политичко прашање. Дали ќе потпиши Зоран Заев и ќе си замини? Овај анексот што е на додадениот дел на добрососедскиот договор. Сега овај анекс. Имајќи предвид до сега како се однесува, мислам дека нема да биде ништо чудно да го потпише, затоа што неговиот интерес, он сака да остане запаметен дека ги решил работите и со Грција и со Бугарија. Оно што бугарите и Грција не успеале да го решат еден век претходно, во кој што македонците успевале да одолеат на сите пропаганди што им се правеле, тоа го направи Зоран Заев за само 4 години. Професоре, ви благодарам многу, времето помина. Уште еднаш ви благодарам, се надевам дека ќе се слушниме повторно за македонските работи. И се благодарам на поканата и поздрав до слушателите и до гледачите. До слушање. Пријатно. Почитувани слушатели, разговор водевме со професорот Тодор, историчарот професор Тодор Чепреганов од пред на најавата нели кажав дека е од Институтот за национална историја, моментално е професор на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Меѓутоа, seедно познат ни е нас како и да го представиме. Му благодариме за ова што денес зборувавме и повеќе што објасна за состојбата во Македонија и нејзините институции. До слушање и од мене Ицо Најдовски.